Колоната од полициски возила, комбиња и камиони кои ја спроведоа опсадата на поранешен Охис, засега не се знае со што се си заминале од фабриката, освен со засега неофицијалните рекордни 27 тони марихуана. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција велат дека истрагата трае и дека поради тоа во моментов повеќе детали не можат да откријат. Во недостаток на официјални информации не изостанаа партиските реакции на вчерашната акција. Од Демократскиот сојуз бараат поскратена постапка во собранието да се донесе забрана за производство на марихуана во медицински цели, воедно да се објават сите фирми кои се бават со таков тип на производство и да се види кога и кој им ги издал лиценците. Нашата идеја е да се расправа парламентот и мислам дека во основа да се забрани производството на марихуана, но можно е со некакви силни гаранции, законски гаранции и натаму да се произведува за медицински цели, но тоа да се определи оние компании кои што овие, речеме, марихуаната, канабисот, односно сите овие работи можат да директно да ги стават во производството на лекови. Треба да се преиспита работата на Министерството за здравство, на кој се, кога ги издал такви лиценци, какви контроли се спроведувале, кој бил вклучен директно или индиректно со своето политичко влијание околу можноста да биде заштитена некоја компанија слободно да произведува, да продава. Истрагата која предходеше на вчерашната акција се водела подолго време, а се поврзува и со заплената на 5 тони марихуана во Србија. Тамошните власти, кои го уапсија косопственикот на Алфа Фарм, стационирана во Охис, посочија дека марихуаната дошла од Македонија. За ова интерна истрага отвори Царинската управа, во која ќе се утврдува дали се направени пропусти од страна на управата, односно ќе се бара одговор како поминала толкава количина на марихуана преку граница. Вчера за акцијата говореше и премиерот Мицкоски, кој посочи дека станува збор за голема акција, од чии детали, како што кажа, граѓаните ќе бидат непријатно изненадени.